Civil Media. Темата за која разговараме е многу актуелна и исклучително важна. Јас би сакал прво моите воведни ставови да ги кажам во врска со значењето на локалната самоуправа и значењето на граѓанските организации или невладиниот сектор. Прво, така како што сметам дека во една нормална демократска држава не може да има вистинска демократија доколку нема развиена локална самоуправа, така мислам дека вистинска демократија во општеството не може да има доколку нема силно развиен граѓански сектор, затоа што граѓанскиот сектор е многу важен за изградба на современо демократско отворено општество. Всушност, јас лично мислам дека граѓанскиот сектор е на некој начин и одраз на степенот на развојот на демократијата и политичката зрелост на едно општество. Сметам дека граѓанскиот сектор како мост кој треба да посредува или да ги поврзе граѓаните во конкретниот случај со локалната власт е многу важен во процесите на идентификација на проблемите на граѓаните со предлагање на конкретни решенија, со вршење на силен притисок врз институциите на локалната власт во утврдувањето на приоритетите по кои треба да работи локалната самоуправа, но не само тоа, туку и во вршење на притисок или правење на контрола како локалната самоуправа ги спроведува базичните определби за кои ја добила довербата од граѓаните. Во ова време кога имаме силна деградација на системот на вредности во општеството, мислам дека е многу важно како ќе се однесуваат граѓанските организации со своите иницијативи во интерес на граѓаните, за да создадеме на крајот на криштата благосостојба во општеството или општество на еднакви можности во кои нашиот напредок нема да зависи од тоа на која политичка партија припаѓаме, туку нашиот прогрес да зависи од тоа, од нашите способности, квалитет, креативност и постигнување на резултати. Општина Велес во минатото, кога претходно бев градоначалник, во оваа област беше еден вид на репер за останатите општини во Македонија. Ние бевме, како што рече господинот Дерала, први во многу работи во Македонија, но тоа време помина, ние не можеме да живееме на старите ловорики. Во тој период ние ги добивме сите можни награди што тогаш ги доделуваа во процесот на децентрализација меѓународните и домашните институции, затоа што бевме избрани за пилот општина или модел на македонска општина во процесот на децентрализација на власта. Ги добивме највисоките награди, бевме една година прогласени од Фондацијата Отворено општество Македонија за, како беше наградата Јадранка, за најдобро општинско управување, па благодарение на финансиските средства кои ги добивме во партнерство со граѓанскиот сектор и со бизнис заедницата од Велес, успеавме да го реконструираме младинскиот парк и да ги изградиме во тоа време прекрасните фонтани. Со години од USAID бевме прогласувани за општина со најдобро изградени капацитети, добивме награди од Совет на Европа и од Европската Унија. Мене лично МЦМС ми ја додели највисоката награда што тогаш се доделуваше за придонес во развојот на демократијата, а од движењето на екологистите на Македонија ја добив највисоката награда Зеленото јаболко за нашите напори што ги правевме заедно со Зелената коалиција. Тука има дел присутни од лидерите на таа коалиција што ја создадовме заедно во борбата за здрава животна средина во Велес, но како што реков, од тоа не може да се, од минатото не може да се живее, мора да ги следиме најновите трендови. Ние се обидуваме и сега да го фатиме приклучокот. За жал, времињата малку се изменија. Повеќето од вас сте тука од Велес, не го кажав тоа, ние имаме подготвена презентација, но јас се одлучив да не зборувам според презентацијата, веќе скоро сите сте од Велес и си земам за слово
поотворено вака директно да разговараме. Велес е во некоја чудна состојба, во минатото беше заедно со Скопје и Куманово најразвиен индустријски град во Македонија. Сега е многу тажна приказната на Велес. Велес веќе не е тоа што бил некогаш. Што мене посебно ме депримира е фактот дека Велес стана препознатлив по многу лоши работи. Се уморив минатата година од давање интервјуа на BBC, на CNN, на сите светски можни врвни медиуми, кога Велес стана неформална светска престолнина по лошите вести, а пред тоа бевме интересни по лажните вести, претходно бевме интересни според загадувањето. Некогаш и лошата реклама е добра реклама, но јас би бил посреќен кога би иделе да ми бараат интервјуа за нешто, пошто Велес ќе биде препознатлив по убави работи, а не по лоши работи. Колапсот на големите стопански фирми го направи своето. Тоа се одразува сериозно и на буџетот на општината. Во овој момент Кавадарци во нашиот регион е економски многу помоќен град и ме жалостува фактот што едно по едно ние ги губиме атрибутите на вистински регионален центар. Ни остана само владиката, седиштето на Повардарската епархија во Велес. Сите други институции полека го сменија седиштето. Управата за јавни приходи го изгуби приматот на регионална, сега се бориме пак да и го вратиме тој примат, меѓутоа пак сега немаме кадри со кои ние би ја претворили управата за јавни приходи во регионална дирекција, затоа што повозрастните инспектори отидоа во пензија, лоша кадровска политика се води, нови кадри не се создадоа, Телеком го промени своето седиште, Бирото за развој на образование го изгуби приматот на регионален центар и како што ви реков, може да звучи смешно, ни остана само владиката и Повардарската епархија со седиште во Велес. Таа битка заедно со вас треба да ја водиме во наредниот период. На Велес му прилега да биде во вистинска смисла на зборот центар на повардарието, затоа што Велес во македонски пошироки граници секогаш бил авангарден град, затоа што сите авангарди работи што се случувале во Македонија, можеби скопјаните присутни тука тоа не го знаат, почнувале од Велес, затоа што Велес до 1873 година бил поважен центар дури и од Скопје. Велес почна да стагнира кога е пуштена железничката пруга од Велес до Скопје. Претходно богатите велешки трговци своите деца ги праќале на школување во Виена и во Солун, до Солун Вардар бил пловен, и од таму прогресивните идеи доаѓале прво во Велес, па се ширеле во Македонија, затоа Велес е град во кој е отворена првата библиотека, првата гимназија, првото училиште на македонски јазик, првиот музеј, првата жена актер заиграла во Велес, првиот драмски писател. Значи се прво се случило во Велес, за жал сега веќе тоа не е така и ние имаме сериозна обврска да бидеме достојни продолжувачи на светлите традиции на нашите славни претходници. Но да се вратиме на реалноста. Јас би сакал да кажам дека тоа што сум го ветил на граѓаните во изборната кампања, сметам дека ќе остане мој врвен приоритет заедно со моите соработници до крајот на мандатот. Велес да биде општина за пример, општина со нула корупција или без корупција. Јас не сум помислил, ниту пак не само што не сум направил, туку не сум ни помислил да направам нешто што е незаконито, со ништо не сум влијал на Комисијата за јавни набавки да ја избере оваа или таа фирма во некоја јавна набавка, дури понекогаш се сомневам, јас не им влијам, но не сум сигурен секогаш па тие дали ја вршат работата целосно така како што треба. Најголем дел од членовите на комисијата се вработувани во времето на ВМРО, некои се од нив и партиски активисти, така да но надвор од нивната партиска припадност, јас не сум помислил да направам нешто што не треба да се направи. Во интервјуто кое го правевме скоро со новинарката која сега фотографира, ми беше поставено вакво прашање, јас ќе бидам само критичен кон себе, малку ме збуни, но мислам дека соодветно се снајдов. Ми вели, вас ве памтеа граѓаните претходно како многу успешен градоначалник, дека многу градевте, меѓутоа сега впечатокот не е таков, не е истиот тој Аце Коцевски што градеше во претходните 2 мандати, па јас брзо се снајдов, почнав да
да одговарам зошто е тоа така и така натаму и кажав дека сега се е изменето, не е исто како што беше, дека ја наследи во општината со долгови од скоро 3 милиони евра. Одлучив да вратиме голем дел од долговите и тоа скапо сега ме кошта во угледот и меѓу моите сопартици и поддржувачи, затоа што и тие со слободата што дојде после шарената револуција сметаат дека може многу повеќе да се направи, нив не ги интересира во каква состојба сме населили општината, едноставно нивните очекувања се многу големи, меѓутоа реалноста е сосем друга. Многу се изменети и законите во споредба со тој период, поусложнета е државата целосно, системот заради заштитата од злоупотреби на власта, многу подолго траат постапките, се направи измена на начинот на кој се прават буџетите на општините. Претходно ги правевме буџетите како список на желби и затоа просечно имаше 60% во цела Македонија реализација на буџетите, тогаш за да се додворуваат партиите на власт на избирачите, се што ќе побараат во јавните дебати ставаа во програмата, колку да се рече еве дека нивните барања се прифатени, а на крај се реализираше само 60%. Предходниот министер кој беше реконструиран одлучи, и тоа помина со измени во законот на парламент, буџетите да се прават поинаку, со тоа што може да бидат само за 10% повисоки од просекот на реализацијата на буџетите во претходните 3 години. Тоа многу ни ги врза рацете и сега мора да бидеме строго прецизни до денари. Често пати не можеме да интервенираме и таму каде што е неопходно потребно. Јас сакам да јавно да истакнам дека ние се обидуваме да работиме честно, принципиелно, одговорно и да даваме максимум од можното. Затоа кога се прави оценка за работата на некој градоначелник, на советите, на администрацијата, треба да се води грижа дали од кои појдовни позиции се тргнува, кои се објективните финансиски и други можности на општината, дали градоначалникот и неговата екипа прави максимум од можното, дали парите ги троши строго, наменски, домаќински и одговорно врз основа на претходно утврдените приоритети или ги троши за забави, за софри, за ајде да не речам за женски и така натаму како што се случувало во минатото. Секоја година ние правиме извештај за работата и се надевам дека таа пракса на транспарентен однос на општината ќе продолжи понатаму. Ние тоа го почнавме уште пред 2005 година, иако со законите не се бара и денес буџетите да се носат во 2 фази програмите. Ние уште тогаш одлучивме да ги носиме во 2 фази по претходно утврдени јавни расправи како нацрт, па после како предлог буџети и програми, се со цел да ги направиме да бидат достапни до што поголеми целни групи на граѓани, застапувани од институциите и граѓанскиот сектор и местните и урбаните заедници, за да може тоа што ќе го предвидиме како приоритет, да сме уверени дека е тоа приоритет на што поголем број граѓани. На тој начин сметаме дека, особено со учеството на представниците на урбаните и на местните заедници и на представниците на граѓанските организации, сериозно придонесуваме во утврдувањето на вистинските приоритети. На тој начин задоволството од работата на локалните самоуправи станува поголемо, затоа што прифатливоста на одлуките што ги носиме е поголема кај граѓаните во споредба со тоа ако самиот кабинет и од канцеларии ги утврдуваме приоритети. Тоа не значи дека нема да има реакции незадоволни. За жал, живееме во време кога станавме сите многу себични и субјективни, сите поаѓаме од тоа дали нашата уличка е направена или не е направена, дали уличното осветување ни свети или не свети. Не, малку го изгубивме чувството за заедничкиот колективен интерес на сите, туку се раководиме пред се од личните интереси.
Соработката со граѓанските организации во минатото беше на високо ниво. Ние бевме пример во Македонија како тоа треба да се прави. Зенитот го достигнавме со формирањето на Зелената коалиција, во која влегува општината и граѓанските организации со еколошки и здравствен предзнак. Битката беше успешна. Лично јас сметам дека тогаш направивме многу и со реконструкцијата на една барака која ја крстивме Дом на невладини организации и која со средства од Фондацијата Отворено општество Македонија, мислам дека и Швајцарската агенција за развој и соработка ни помогна, успеавме да ја прилагодиме и да ја дадеме целосно на користење на граѓанските организации за спроведување на нивните активности. Откако ја добивме битката со топилницата, мислам дека дојде до некое спласнување на интензитетот на граѓанските организации. Сега дополнително времињата се сменија. Сакам да ви упатам некои пораки. Мислам дека во наредниот период треба, како што ќе се менуваме ние, така и вие да се менувате. Како ќе се приближува Македонија во процесите за интеграција во Европската Унија со започнување на преговорите, така ќе треба и општините да се прилагодуваат, да ги зајакнуваат своите оддели кои ќе подготвуваат проекти, затоа што само со квалитетни проекти може да црпеме средства од предпристапните фондови и кохезиони фондови на Европската Унија, а најголем дел од тие проекти ќе може да ги добиеме во соработка со граѓанските организации, затоа што за многу од тие повици конкурирањето нема да биде преку локалните самоуправи, туку ќе биде преку граѓанските организации. Заради тоа, вие многу силно во наредниот период треба да инвестирате во вашите човечки ресурси, во спроведување на, дури апелирам до господинот Дерала и до некои други чадор, да речем, организации во Македонија, во наредниот период да се посвети малку повеќе внимание на тоа, да се направат соодветни обуки, за да се остручат лица од граѓанските организации кои ќе можат да прават квалитетни проекти и апликации, за да ги поминеме многу строгите филтри на Европската Унија за добивање на тие проекти од кои сериозно може да се подобри квалитетот на живење, затоа што е очигледно дека ниту општините во Македонија, ниту централната власт не може да ги решат големите проблеми. Само за Велес, како илустрација, да се реши проблемот со фекалните отпадни води, потребни се според проектот 23,5 до 24 милиони евра. Велес заедно со Штипе на листа на чекање за средства од програмата ИПА 3, јас не знам тоа дали ќе го дочекам како градоначелник, но на листа на чекање е Велес. Велес тие пари никогаш нема да може да ги обезбеди, не верувам ни државата. Ако е за Велес толку, замислете за Скопје колку ќе биде. Само за Скопје треба над 100 милиони евра. Сето тоа може да се реши со пари од фондовите на Европската Унија, но за да може да ги извлечеме тие пари, мора да имаме квалитетни проекти, а многу општини во Македонија, особено малите, немаат пари ни проекти да направат, да не зборувам за недостигот на човечки ресурси. Ние имаме една парадоксална ситуација, велиме дека стапката на невработеност се уште е голема, а всушност тоа е замка, затоа што во моментов во Велес има сериозен недостиг на квалификувана работна сила. Пред неколку дена имав работен ручек со директорот на Дрекслер Мајер. Тоа е најголем работодавач на Велешани, има 800 вработени од Велес, иако е сместена фабриката во Кавадарци. Тие имаат сериозен недостиг на работна сила и не можат да ја обезбедат, особено сега кога ќе почнат кавадарчани и неготинчани масовно да одат на боледување за да ги берат нивните лозја. И баш ме прашуваше дури кога би сакале да отвориме фабрика во Велес, не сме сигурни дека вие може да ни помогнете да најдеме доволно работна сила. Ние во општината веќе во администрацијата го чувствуваме недостигот на квалитетни кадри. Градежните инженери, архитектите, информатичарите веќе не сакаат да конкурираат и да се вработуваат во општинската администрација. Прво, тие занимања се дефицитарни, а второ, многу повеќе се платени во приватниот сектор, што е добра работа,
отколку во јавниот сектор, и сега владата планира на некои од дефицитарните занимања од следната година да им се дават плюс по 12 годишни плати, значи не 13-та плата, туку 12 цели плати само за да се задржат. Меѓутоа, ако сега еден информатичар зима 25.000 и да му дадете плюс уште една плата, пак е тоа помалку од колку што може да заработи во приватниот сектор. Значи, сериозно ни се трансформира општеството, а имам чувство дека ние не сме подготвени да го следиме сето тоа и ние имаме голем проблем. Едниот инспектор градежен си даде отказ, другиот паднал од велосипед, ги скинал мускулите на боледување. Сакам по сила на закон ме упатија од Министерството да дадам овластување на тројца вработени, тие се закануваат ако јас им вршам притисок да бидат инспектори, дека ќе си дадат отказ, што значи дека ние во моментов немаме градежен инспектор, а дивоградби никнуваат насекаде секој ден. Крив сум јас за тоа, а јас немам магична формула како да го решам проблемот. Значи се сменија работите, не е така како што беше, но да се обидувам да дојдам до крајот на ова што го разговараме, за да има повеќе време да поставувате прашања. Сакам уште еднаш да потенцирам дека за мене е многу важна, не знам дали да ја крстам соработка или партнерство или заедничко действување со граѓанските организации, затоа што тоа може да произлезе подобрување на квалитетот на граѓаните и демократизација на општествените процеси, за што всушност и постоиме. Мислам дека тоа може да биде гаранција дека општините ќе работат одговорно, транспарентно, без корупција. Кога сме тука, сакам да кажам дека општина Велес е една од ретките општини што го има ИСО стандардот за управување со квалитетот во јавната администрација 9001-2015. Сега работиме со поддршка на UNDP, тоа морам да го кажам без оглед на вашите критики во каква состојба општината. Сепак општина Велес е општина која од меѓународната заедница е препознаена како општина со висок квалитет и за сите работи кога треба да прават нови проекти задолжително идат да се консултираат со нас што е тоа што треба да се направи. Ме повикуваат и на меѓународни и на домашни собери да ги изложувам искуствата на Велес и на македонските општини. Како резултат на тоа UNDP ќе ни финансира план за интегритет, што го нема ни една општина во Македонија. Први би биле ние и би сакал за кратко време ние да го добиеме и стандардот за заштита на животната средина ISO 14001 и стандардот за антикорупција 37001. Мислам дека овие два стандарди никој се уште ги нема во Македонија. Почнавме со некои авангардни процеси како што е проектот Велес паметен град, веќе ја усвоивме стратегијата, на следната седница ќе го усвоиме и планот за одржлива урбана мобилност, што е работи кои се хит во општините во Словенија и во Хрватска, да не зборувам за општините во Западна Европа. Македонските општини уште не се подготвени и не се свесни за потребата тоа да се прави. За жал, мислам дека и министрите од владата не се подготвени за тоа. Јас се обидов на премиерот во една прилика да му зборувам за овие работи, но не дојде ред да се видам со ресорниот министер за да му кажам што прават општините во Западна Европа и во Словенија и во Хрватска. Се надевам дека тоа ќе се промени во наредниот период и дека ќе можеме да се вратиме на она ниво на кое општина Велес беше до 2009 кога претходно бев градоначалник. Најголем дел од долговите веќе ги вративме, но сите долгови не се вратени. Останува уште да се раздолжиме кон јавното комунално предпријатие Дервен. За жал, сакам да знаете, веројатно го знаете тоа од претходни изјави, дека општина Велес од 2013 до 2017 година ниту една фактура не му платила на јавното комунално предпријатие Дервен, со што создала обврски од 1,5 милион евра.
Но не е најголем проблем што толку многу долгови има општината кон Дервен. Проблем е со неплаќањето на фактурите. Дервен го довеле пред колапс, затоа што целата механизација е застарена. Ние се доведеме во ситуација од Чашка и од Неготино да позајмуваме возила за собирање на комунален смет, затоа што нашите кога ќе се расипат, нема со што да ги собираме, да не изборувам за цистерните, за фабриката во каква состојба е, за ние ако ви кажеме точните податоци, ќе се вознемири јавноста. Маки мачат инженерите од Дервен со хемикали да ја доведат водата во филтерната станица да биде исправна за пиење, затоа што не функционира соодветниот систем за кој треба 200.000 евра, што сега ние ги обезбедивме. Јавната набавка е при крај, договорот е склучен и озонаторот ќе биде монтиран. Исто така често се случуваат проблеми со дефекти на водоводните линии, затоа што скада системот не функционира. Скада системот е систем кој треба да ги регулира притисоците во цевководот за да не доаѓа до пукање. Сега тоа не работи. Така да верувам дека додека се завршат јавните набавки во следните месец и пол, кога ќе набавиме многу механизација, нови половни камиони, нова метларка за метење на улиците, скада систем и озонатор, ќе успееме да го пребродиме тој период и дека тоа ќе го почувствуваат граѓаните како голема промена. Сега тие што се незгодни критичари ме критикуваат мене и директорот на Дервен дека сме ние криви што е тоа така, а не сакаат да го земат во предвид фактот дека ние наследивме толку многу лоша состојба што не можеме едноставно преку ноќ да ги промениме работите. Верувам дека дел од работите што ви кажав се доволно инспиративни за вас. Можете да ме прашате се што сметате дека е потребно за темата и надвор од темата, во духот на отвореноста на општината и транспарентноста. Ќе ви одговорам колку што знам и умеам. Околу транспарентноста на работата на Советот би сакал да кажам дека со помош на UNDP обезбедивме средства за да ги емитуваме седниците на Советот во живо после подолга пауза, а сега преговараме да ни помогнат со финансиски средства за да направиме реконструкција на големата сала во општината, која би била направена за одржување на седници на Советот според стилот на општините од Американскиот континент и во Западна Европа, да има доволен број на седишта за советниците, но многу повеќе за граѓани и представници на граѓански организации кои ќе сакаат да ја следат работата на Советот во живо, да присуствуваат и по претходна најава да му се обратат на Советот при донесување на детални урбанистички планови, усвојување на буџетот, програмите и така натаму, нешто што го нема во ниедна општина во Македонија и што би било модел кој потоа би се пресликувал во другите општини. За жал тоа кошта 3,5 милиони денари, ние толку пари немаме. Дел од еден проект што се реализира сега со UNDP благодарение на јавните набавки успеавме да заштедиме неколку колку беа 480.000 денари. Па сега бараме тие пари да ни ги пренаменат за оваа работа и со некои измени на буџетот да најдеме финансиски средства за да може да ја направиме работата на Советот многу потранспарентна, затоа што тоа на крајот на криштата е во интерес на сите. Тогаш ќе знаеме дека работиме максимално ефикасно и ефективно. Да работиме ефективно значи да ги правиме вистинските работи на вистински начин. Значи тоа што е од најголем интерес за граѓаните, тоа да биде приоритет кој ќе се финансира со средства од буџетот на општината. Civil Media